Спелеологот Отавија Пијана од Бреша е спасена од пештерата Буено Фонтено, каде помина 4 дена по несреќата што се случи минатата сабота. Таа излезе од пештерата и со хеликоптер е пренесена во болница во Бергамо за проценка на нејзината здравствена состојба. Повеќе од 100 спасувачи учествуваа во акцијата во планините во близина на градот Бергамо на северот на Италија. Според спасувачката служба, жената во саботата истражувала засега непознат дел од пештерата. Кога се спуштала во тесниот тунел, таа ја изгубила потпората и се лизнала неколку метри. Кристијано Роналдо си се пофали дека си купил нов, приватен авион кој вреди дури 70 милиони евра. Станува збор за моделот Gulfstream G650, кој е еден од најбрзите во таа класа. Исфарбан е со металик боја, а на каросеријата е испишано CR7. Во авионот има 3 кабини за вкупно 19 патници, а на средината од авионот е нацртана силуетата на Роналдо како прославува гол. Се разбира дека ова за него е само ситница, тука мислиме на тие 70 милиони евра, ако се знае дека за една година во Ал Наср тој заработува само од договорот дури 200 милиони евра. 2 лица загинаа кога авион удри во зграда во близина на меѓународен аеродром во американската сојузна држава Хавај, објави Хавај News Now. Локалните власти соопштија дека авионот Cessna 208 удрил во празна државна зграда која била планирана за уривање. 2 лица во авионот загинаа. Иако официјалните власти се уште не го објавија идентитетот на жртвите, извори блиски до семејството потврдија дека една од жртвите е дипломиран студент Хирам Дефрис, млад човек на 20 на години, кој бил на обука. Јапонската компанија Space One го прекина летот на својата ракета Каирос веднаш по полетувањето, што го означи вториот неуспешен обид за 9 месеци, во обид да стане првата јапонска приватна компанија која испратила сателит во Вселената. Тоа е последниот во низата неуспеси во развојот на ракетите на Јапонија, бидејќи владата се обидува да ја зајакне домашната вселенска индустрија, со цел на околу 30 ракети годишно, до почетокот на 2030 година.